Нова формирана спортска паралелка од септември во учебната 2014-2015 година ќе отпочне со работа во гимназијата Кочо Рацин. Од гимназијата велат дека според анкетата кој тие ја спровеле во регионот, голем дел од учениците кои оваа година ќе го завршат основното училиште се заинтересирани да се запишат во спортската паралелка. Заменик директорот на училиштето Славчо Давидков вели дека идејата за воведување на оваа програма во гимназијата произлегува од спортскиот актив на гимназијата Кочо Рацин. Неколку години наназад подолго време дискутираме дека навистина има потреба општина Велес да има една ваква спортска паралелка и дека нашето училиште ќе одговори позитивно на потребите на оваа спортска паралелка и сега оваа година навистина созреа условите за такво нешто, најдено одобрување од Советот на општина Велес и утре заседава Комисијата за верификација, односно за одобрување на ваква паралелка во Министерството за образование, што претходно е најавено дека ќе нема никаков проблем, значи и ние тоа веќе го речуваме како завршена работа. Значи идејата е од поодамна. Учениците кои своето средно образование ќе се одлучат да го продолжат во гимназијата, во спортската паралелка, во прва година ќе ги изучуваат стандардните предмети кои се изучуваат во гимназијата, а веќе од втора година учениците ќе имаат можност да изберат одредени предмети. Според професорите по спорт и спортски активности, гимназијата Кочо Рацин има услови за воведување на спортска паралелка. Близината на игралиштата во градот дополнително ги олеснуваат условите за изведувањето на наставата. Гимназијата кода знаеше дека ќе го добие ова, благодарение на советниците на општина Велес, успеавме да се избориме. Ќе ги дочекаме учениците во скоро нова сала реновирана, која што е во одлична кондиција, исто така гардеробите. Меѓутоа, тука ќе ни помогнат многу и околните терени, отворени терени, како стадионот, така Партизан, салата Гемиџија, спортскиот, односно олимпискиот базен или градскиот базен, како што ние велиме. И се оно што го обкружува, значи планинарењето, скиењето, логорувањето, на езерото Младост, планинарењето на блиските наши Чеплес планини, сето тоа го нуди и затоа се одлучивме на овој чекор. За учениците кои се од други општини, сместувањето е бесплатно во средношколскиот дом, а оние кои ќе одлучат да патуваат, превозот е бесплатен. Во септември гимназијата ќе отвори новоформираната спортска паралелка. За сега предвидена е само една паралелка, но ова не значи дека нема да има услови за втора. Од гимназијата велат дека доколку има голема заинтересираност кај учениците, можно е проширување на овој смер.